Добар ден, почитувани гледачи. Еве секојдневно вака ќе се обидуваме да си поправиме муабет. Да сумираме нешто што вие сте ни испратиле, сте ни кажале. Она што во моментот е актуелно е појавата на одрони на патот Делчево Македонска Каменица, па и понатаму до Кочани. Пред малку имавме телефонски повик од наш сограѓанин кој не извести дека има речиси долж целиот патен правец одрони на магистралата А3 Делчево Македонска Каменица Кочани. Така што сите кои ќе патувате на тој патен правец, имате обврска некоја да завршите во Каменица Кочани или некаде подалеку, да внимавате. Како и секогаш што е во изминатите 30 на години на овој патен правец, знаеме дека кога времето е дождливо или снежно, кога има врнежи од дожд или снег, одроните се изразени, па така и денес екипите секако се на терен, меѓутоа дождот паѓа во текот на денот и со тоа помали камчиња и поголеми некогаш се на коловозот. Што се однесува до Делчево, времето гледате врнежливо. Иако има врнежи овие денови, водостојот е прилично стабилен. Негде 80 на сантиметри под коритото е моменталниот водостој. Друго што би кажале, овој период нема некои активности така поголеми, освен тоа што да не забораваме нешто многу значајно, а тоа е дека има штрајк на граничните премини, меѓу нив и граничен премин Делчево. Превозниците штрајкуваат во однос на она ЕУ регулатива, знаете, Шенген ЕУ регулатива. Имаме објавено вчера објава за тоа. Околу 12 часот е најавен поточно овој штрајк. И ќе се одвива на сите гранични премини, освен на преминот Девебајер. Тоа значи дека и на граничниот премин Делчево во тој период би можело да има застој, иако беше наведено од Министерството за внатрешни работи дека ќе се пропуштаат возилата и автобусите. Односно дека штрајкот важи само за товарни возила. Сонце поодамна немаме видено така цел ден, да речеме, без облаци да има, па и зима е. Знаеме дека се до поклади од прилика така било во минатото, времето е вакво како што е разбирливо. Но и покрај тоа, еве, секој си гледаме дека денот се одвива нормално. Секој си ги врши своите обврски, најчесто со автомобил, бидејќи е врнежливо. Денеска ние ќе имаме снимање на 2 подкасти кои ќе ги емитуваме во текот на оваа недела. Наш сограѓанин во Италија е еден од гостите, Зоран Момчилов, човек кој се занимава со пеење. А вториот гостин е доктор Љупка
Каладжиска, Стефановска, Моминско, не знам дали двете презимиња ги носи во моментот, со која ќе се поразговара на теми од областа на здравјето, медицината. Така што тоа ќе биде во попладневните часови, што емисиите бидат измонтирани, ќе ги емитуваме на нашиот YouTube канал. Има и неколку работилници, неколку други настани, меѓу кои работилница во јавната локална библиотека Илинден. За оваа недела е закажани седница на Советот на општина Делчево. Пардон, која нема да може да ја проследиме, бидејќи ќе патуваме нели за Нови Сад со коментарите на тој турнирот кој го најавивме на нашата фан страница, Трофеј града Новог Сада, така се вика во оригинален назив, Трофеј на градот Нови Сад, каде делчевските ракометарки ќе учествуваат во категоријата М12, ми се чини, така пишуваше во најавата. Ќе имаат уште 5 противнички екипи во својата група F. Се тргнува четврток вечер на полноќ, а враќањето е во недела во попладневните часови. Да им посакаме среќа на нашите ракометарки, а ние ќе се обидиме да пренесеме дел од тој настан, бидејќи ќе имаме можност за тоа. Тоа беше се од ова денешно кратко, би го рекле, вклучување, иако не е баш во живо, но еве половина час подоцна веќе ќе го имате на YouTube.